вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. ВМРО-ДПМН избра нов извршен комитет. Како што објасни партискиот лидер на пресконференцијата вечерва, станува збор за искусни кадри на кои им се додаваат нови лица. Драган Ковачки ќе биде нов генерален секретар на партијата на местото на досегашниот Сајковски. Габриела Лескова беше во ВМРО-ДПМН вечерва. Пратеникот Ковачки нов генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Тој во раководството останува сам со Мицкоски, бидејќи после вечерашниот централен комитет се укина функцијата подпредседател за сите кои претендираат да седнат на председателското столче во 2029 година да имаат еднаков терен. Досегашните подпредседатели остануваат во извршниот комитет, како и координаторот Мицевски, неговата заменичка Стојановска, пратениците Милошовски, Мизрахи и Елипанова. Во составот остануваат и градоначалникот Пецаков, портпаролката Митева и владиниот генерален секретар Игор Јанушев. Извршниот комитет се зајакнува и со 7 нови членови. Градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски, градоначалникот на Маврово Ростуше Онер Јакуповски, пратеничката Драгана Бојковска, директорот на 8 септември Синиша Стојановски, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, носителот на листа на последните локални избори во град Битола, инаку професор на Техничкиот факултет во Битола и член на Советот во општина Битола Филип Поповски и директорот на Царина, тоа е Бобан Николовски. Распишан е оглас за нов председател на Унијата на ветерани, Унија на жени и Унија на млади сили. Овие имиња исто така ќе бидат дел од новиот состав на извршниот комитет. Ивица Томовски, новиот организацијски секретар на партијата, Владимир Ниловски останува шеф на кабинетот на Мицкоски и во партијата и во влада. До почетокот на мај, евентуално јуни, се очекува да се комплетира и новиот состав на општинските комитети на партијата. Паралелно додека тече овој процес, Мицкоски ќе прави најавената реконструкција на влада. Финалната реформа во партијата се заокружува на есен, кога следи фаза на ажурирање на членовите. Габриела Лескова, Сител телевизија. Веројатно некаде лето во Охрид и Струга ќе станат градовите кои ќе влезат во Safe City системот. Таму, како што е нашата дописничка, се планира поставување на околу 40 камери кои треба да придонесат за побезбеден сообраќај и особено во летната сезона, кога бројот на возила е исклучително зголемен. Нина Ритоновска. Безбеден град наскоро ќе стартува и во двата туристички центри. Во текот на минатата недела извршено е тестирање на веќе поставените камери на автопатската делница Охрид-Кичево. А според најавите, пред летната сезона системот треба да започне со работа. Во двата крезерски града Охрид и Струга се планира поставување на 40 сообраќајни камери кои ќе бидат дел од современиот систем Безбеден град. Портпаролот на СВР Охрид Димовски вели дека до целосно вклучување на системот засилени ќе бидат активностите на полициските службеници со поставување на мобилни електронски камери. Очекуваме во рамките на проширувањето на системот Безбеден град на подрачјето на целата држава, практично ќе има и зголемување на бројот на камерите на подрачјето на Охрид и Струга. Функционирањето на камерите, особено за време на летната туристичка сезона, кога има поголема фреквенција на возила, значително ќе подобри безбедноста на патиштата. Знаеме дека во овој период посебно бележиме големо присуство на возила и на, се разбира, на туристи на целото подрачје на Охрид, на Струга исто така, и од тука работата на полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај ќе биде суштинска и токму фокусот нивни ќе биде ставен на подигнување на сообраќајната безбедност. Од СВР Охрид посочуваат дека воведувањето на овој систем има за цел значително намалување на сообраќајните прекршоци, особено на автопатот Охрид-Кичево, каде има најголем број на сообраќајни несреќи. Нина Ритоновска, Сител телевизија.
Синдикатот на УПОС, кој е дел од ССМ, тактизира со одлуката околу прифаќањето на понудата на владата за зголемување на платите и покрај тоа што на 90% од синдикалните организации дале согласност. Од УПОС најавуваат дека ќе го поддржат и барањето за 600 евра минимална плата и дека ќе се приклучат на блокадите кои синдикатот ги најавува за идната недела. Даниел Василев ја следи оваа тема. Синдикатот на УПОС се уште ја држи владата во неизвестност. Иако најавија дека денеска напладне ќе соопштат дали прифаќаат раст на платите за 40% до 2028 за 7800 административци, синдикатот својата одлука сепак ќе ја каже во текот на наредната недела. 95% од синдикалните организации кои се дел од УПОС дале зелено светло, но се чека да се изјаснат сите. Од досега пристигнатите изјаснувања, 95% од синдикалните организации се изјаснија дека барањето на синдикатот на УПОС, кое е прифатено од страна на владата за зголемување на платите, е поволно и прифатливо. По изјаснување на сите синдикални организации, синдикатот на УПОС во текот на наредната недела ќе оствари работна средба со представниците на владата, на која ќе биде договорен опфатот и теркот на колективниот договор, велат од синдикатот на УПОС. Државната администрација има два репрезентативни синдикати. Тој на УПОС, кој е под Сојузот на синдикати на Македонија, и САДУ, кој е под Конфедерацијата на слободни синдикати. САДУ експресно ја прифати владината понуда. За синдикатот на УПОС, растот на плати е прифатлив, но проблем е што владата условила со откажување од општиот колективен договор. Потписник на тој општ колективен договор е ССМ, а не синдикатот на УПОС, па сега постои разногласие дали УПОС и воопшто може да се откаже од општиот колективен договор и како тоа правно ќе се изведе. Неофицијално, владата на вчерашната средба со синдикалците им дала рок до недела да кажат дали прифаќаат раст на платите согласно растот на минималната плата плюс 8% додатоци на плата секоја година, со што до 2028 тие би добиле повисоки плати за 40%. Дури и УПОС да ја прифати владината понуда, тоа нема да значи дека ќе престане притисокот кон владата за зголемување на минималната плата на 600 евра. Синдикатот на УПОС не се откажува од ова барање и без разлика на одлуката, барем според досегашните информации, ќе се приклучат на блокадите на ССМ кои треба да почнат во вторник. Даниел Василев, Сител телевизија. А првиот човек на УПОС вечерва ни беше гостин во тема на денот и тој повтори дека 95% од синдикатите го прифатиле предлогот на владата, додавајќи дека добиле и повеќе од тоа што барале. Еве дел од разговорот со него. Тега од непреснати одлуки што ги имавме сите синдикални организации, до ние што се произнесува на 95% се согласни да се прифати, односно да се потврди барањето на синдикатот УПОС, што веќе го работиме 2 години наназад. Оваа понуда на владата уствари не е понуда на влада, ова е барање наше. Пак додека патував намаму, се преиспитував колку време го барам ова. Од 2024, значи скоро година и 8 месеци, веќе ние преговаравме, па поднесувавме колективни договори токму со ова барање, па не се прифатија, па протестиравме, па пак седнавме да преговараме, па не го успеа преговорите, па сега после протестот одеднаш пак седнавме на маса и сега успеваме некога да најдеме заеднички начин, јазик со владата, бидејќи баравме 30%, ама изгледа ќе земеме повеќе 40%. Мислам дека таква понуда, ова барање прифатено од владата, треба само да си го потврдиме. Ова е ретко некој да добие во преговори повеќе од тоа што бара. А што тогаш се чекаша за да донесете конечна одлука, ако ова ги остварува и ги надминува вашите очекувања? Минатата година кога преговаравме, имавме на барање од страна на владата да се откажеме од целиот колективен договор за јавниот сектор, од општиот колективен договор. Тоа за нас не беше прифатливо. Ова сега во овие преговори се побара од нас да се откажеме од само еден дел, односно еден член од општиот колективен договор, кој мислам дека по разговорите со органите телото на синдикатот УПОС, по разговорите со сите членови на синдикатот УПОС, сите кажат дека да, тоа е прифатливо. Дојдовме до крајот на овие вести, следните се за помалку од 2 часа. Се гледаме тога.